Хаосот продолжува на клиниката за токсикологија. Организацијската директорка Бесија Илјази ставила подпис за враќање на 18 луѓе кои работеа со договор на дело до крајот на 2023 година. Тие денеска се појавиле на работа. Министерот за здравство Илир Демири повторно во одбрана на директорката Илјази. Јас коментирам ако некој има договор и е дел од здравствениот систем една година, кој сум јас да го прекратам договорот на тој? Ние имаме 1390 здравствени работници кои работат по договор на дело. Што би се случило кога би се прекинале таквите договори? Јас бев и менаџер на Тетовската болница. Сте слушнале дека сум прекратил некаков договор? Меѓу вработените е болничарот, кој јавно пред камера призна дека побарал услуга од лаборантот која не му била завршена, а тоа е да замени резултат од урина во која имало наркотици со чиста урина. На списокот на вработени има и тројца кои се со несоодветно образование. Примени се 5 административци. Една од примените медицински сестри е во блиска релација со вработен во клиниката. Токсикологија веќе неколку недели во центарот на вниманието, со бројни скандали и неправди врз дел од вработените. Еден од најстарите професори на клиниката, Нико Бекјаровски, беше директно обвинет од страна на Министерството за здравство за наводни тврдења на дел од вработените кои сега имаат продолжен договор, дека професорот им се заканувал и ги навредувал на етничка основа. Бекјаровски негира и најави тужби, а во негова одбрана застанаа колегите доктори и речиси целиот персонал. Тој се обрати и лично до министерот Демири и побара да се огради од објавата. Министерот пред 2 дена го разреши само медицинскиот директор Петровски, но ја остави организацијската директорка Бесија Илјази, која на единствената пресконференција не зборуваше македонски и понатаму да директорува. Иако стручниот колегиум и најголем дел од вработените алармираа дека таа со нејзиното однесување е виновна за хаосот на клиниката.